Почитувани слушатели, ви посакувам Божји благослов. Денес ќе размислуваме на тема Вистинско евангелие. Евангелие кое може да те промени и да те спаси. Како прво, Бог постои и поради неверувањето на луѓето, никој човек, сите луѓе, немаат извинување за себе. Библијата вели, зашто од создавањето на светот, тоа што е невидливо во него, односно вечната негова сила и божественост, се гледаат јасно и разбирливо преку созданијата, така што луѓето остануваат без можност за извинување. Сите информации што се однесува за Бог ги добиваме од Библијата. Таа е основа да знаеме нешто повеќе за Создателот. Доколку не ја проучуваме, ќе останеме слепи, а кој оди во слепило не знае каде оди, зашто темнината му ги заслепила очите. Некое дете во својот дом пронашло некоја книга која била целата покриена со прашина. Од љубопитност да дознае која е таа книга, ја прашува својата мајка. А мајката одговорила: "О, да, тоа е Библија. Знаеш, сине, тоа е Божја книга." Детето за миг застанало, а потоа рекло: "Па мамо, ако е тоа Божја книга, зошто не му е вратиме на Бог? Овде така и така не вреди да стои." Многу луѓе немарно се однесуваат кон она што Бог им го дал како дар за нашето спасение. И за сите луѓе. Не само Библијата што е сведок за Божјото постоење, туку и нашата совест, Божите созданија, личноста на Исус Христос, Божиот Син, вграден морален закон во луѓето, се ова е доказ дека Бог постои и дека човекот треба да го почитува. Бог во суштина го сака целиот свет. Во Евангелието според Јован, 3 глава 16 стих е запишано: "Зашто Бог толку го засака светот што го даде својот единороден Син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен." Тоа ќе го споредиме со еден пример, кога некој човек просел и ја кажал својата потресна приказна. Вели: "Се најдов во новиот град, талкајќи безцелно низ улиците. И една година просев по улиците за да преживеам. Очајнички, изгладнет, го допрев рамото на еден минувач, за да ми даде некоја ситна пара. Но кога го погледнав во лицето, го препознав. Тоа беше мојот татко. Зарем не ме познаваш, го прашав. Тој ме прегрна и плачеше: "О, сине мој, конечно те пронедов. Се што имам твое е." Замислете само, вели тој, бев просјак кој бараше некоја ситна пара од човекот што не знаев дека е мојот татко, а тој ме бараше полни 18 години, за да ми даде се што имаше. Зарем се уште талкаш без вистинскиот татко, кој сака да ти даде се што има тој? Тој го даде за тебе неговиот мил син, за да те врати во домот негов, а ти, како скитник, бараш ситни пари во овој свет кој што е осуден на пропаст." Во посланието до Римјаните, 3 глава, 23 стих е запишано: "Зашто сите сгрешија и не ја заслужуваат Божјата слава." А апостол Јован рекол: "Ако тврдиме дека немаме грев, се лажеме себе си и вистината не е во нас." Што значи Господ Бог, иеко човештвото е грешно, го возлюбе овој свет и се даде себе си за сите нас, како жртва помирница. Но се прашуваме која е казната за гревот. Апостолот Павле вели: "Зашто платата за гревот е смрт, значи казната за за мојот грев е смрт." Во посланието до евреите е запишано: "И како што им е на луѓето определено еднаш да умрат, а потоа суд." Од смртта не можеме да се ослободиме во никој случај. И тоа не можеме со новите медицински откритија или со преселување на некоја нова планета каде што би имало живот, а во суштина и нема. Но,
Ќе дадем еден пример за тоа. Произведувачот на пушката Винчестер, кога починал, оставил големо наследство на својата сопруга. Таа како вдовица се преселила во Калифорнија и тажела по својот починат сопруг. И заради големата тага, сакала да стапи во контакт со него, и тоа преку спиритизам. А духот ја одговорил: додека ќе градиш куќа, ти нема да умреш. Таа поверувала во таа изјава на бајачот, па купила недовршена палата со 17 соби и ја проширувала палатата со дополнителни работи. Сиот проект траел 85 години, се до незината смрт. А за тоа време потрошила 5 милиони долари во тоа време. Палатата имала 150 соби, 13 бањи, 2000 врати, 47 камина и 10.000 прозорци, а оставила и доволно материјал за друга доградба за уште 80 години. Денес таа градба е туристичка атракција. Таа всушност е сведок на стравот од смртта, што целиот живот го поминувала во агонија. Казната е навистина тешка за човекот, тоа е смрт. Сакаме да се ослободиме од смртта, да ја одолговлечиме, па дури и да веруваме лажно на некого, само да не се соочиме со неа. Но платата за гревот е смрт. Можеме ли да се спасиме? Секако дека можеме, но не можеме од само себе да се спасиме. Јаков вели: зашто кој го зачувува целиот закон, а сгреши во едно, виновен е за се. Самите од себе сме немокни да се спасиме. Може ли оној кој се дави да се фати за коса и самиот да се извлече од водата? Не, му треба помош. Ние сме го прекршиле Божиот морален закон и заради тоа сме осудени, но има прекрасно решение од страна на милостивиот и семилосрдниот Бог. И Библијата вели: зашто по благодат сте спасени преку вера, и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Божиот дар е вечен живот во Христа Исуса нашиот Господ. Пророкот Исаија во 55 глава рекол првиот стих: О, вие сите кои сте жедни, дојдете при водите. Ако и немате сребреници, дојдете, купете, јадете. Да, дојдете, купете вино и млеко, без сребреници и без плаќање. Прими го Божиот дар, што ти дава награда, вечен живот. Еве тоа ќе го споредиме со еден пример. На некој богат човек му починала жената додека уште детето им било мало. Повикал слугинка да му го одгледува детето, но детето кога имало 14 години починало. Скршен целиот од голема загуба на неговото семејство, по некое време тој починал. Не можеле да најдат тестамент и затоа државата одлучила да го распредели неговиот имот и богатство. Се било дадено на распродажба. Слугинката имала малку пари, но имала само една желба, да ја добие сликата што висела над зидот од куќата. Сликата била на детето што починало, а таа многу го сакала. Оваа слика никој не ја купил. Таа успеала да ја добие за многу ефтини пари. Кога ја однела дома, почнала да ја чисти, но кога ја чистела, потемелно паднало некое ливче од позади, а тоа бил тестаментот на богатиот човек. И во него пишувало: моето богатство припаѓа на оној кој толку многу го сака мојот син и кој сака да ја земе оваа слика. Вечниот живот е нашето вечно богатство, кое ни е дарувано без пари, преку дарот на Исус Христос. Земи го тој дар, тебе ти припаѓа денес. Спасението е втемелено на жртва. Зашто Библијата вели: Бог ја покажа својата љубов кон нас во тоа, што уште додека бевме грешници, Христос умре за нас. А Христос, откако се појави како главен свештеник, влезе еднаш за секогаш во најсветото место. И тоа не со крв на јарци и јунци, туку преку својата крв и ни прибави вечен откуп.
на вистина прекрасен откуп преку неговата совршена жртва. Без жртва нема и спасение, но кои се средствата кои доведуваат до спасение? Како прво, вера. Библијата вели: поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш ти и целиот твој дом. А без вера не е можно да му се угоди на Бог. Тој што пристапува кај Бог треба да верува дека тој постои и дека ги наградува тие што веруваат. Потоа потребно е исповедување на гревот со покаяние. Библијата вели: зашто ако со устата исповедаш дека Исус е Господ и поверуваш во срцето дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Затоа покајте се, вели апостол Петар, и обратете се, за да ви се избришат гревовите и да дојдат времења на освежување од Божјото лице. Покаяние подразбира да се согледаш себе си дека си грешник, да го исповедаш гревот, да го напуштиш гревот и да го замразиш и да не го повторуваш веќе. Кога да се спасам? Кога да се спасиш? Спаси се сега. Апостол Јаков вели: слушајте сега вие кои велите денес или утре ќе појдеме во оној или оној град, ќе престојуваме таму 1 година и ќе тргуваме и печалиме. Вие кои не знаете што ќе биде утре, а што е вашиот живот? Тој е како пареја која за миг се јавува, а потоа исчезнува. Понатаму апостол Павле вели: ве молиме да не ја примате напразно Божјата благодат, зашто е речено: во пријатно време те послушав и во спасителен ден ти помогнав. Еве сега е благопријатно времето, еве сега е денот на спасението. Присоедини се кон Христовото тело и не срами се од верата во Бог. Зашто кој ќе се засрами заради мене и заради моите зборови од ова грешно и развратно поколение, вели Исус, тогаш и човечкиот син ќе се срами од него при доаѓањето на славата на мојот татко. Многу луѓе барат причина како да не дојдат кај Исус и ја префрлуваат вината на друг, но потребно е лична одлука од твоја страна да дојдеш кај Спасителот. Во некој воз седнал христијанинот до еден човек кој не сакал никако да го прими Исус Христос како негов Спасител. Се задлабочиле во разговорот и нехристијанинот му поставувал многу прашања на христијанинот, а тој сакал да ја оправда својата невера, па затоа рекол: во црквите има многу лицемерство, затоа не одам. Христијанинот рекол: да, во право си, има многу лицемерство. Твојата оптужба е и моја оптужба, затоа таквите лицемери ќе одговараат на судниот ден, зашто Библијата тоа го потврдува. Исто така знам дека многу христијани имаат крупни грешки, што не можат да се оправдат со ништо, му возвратил христијанинот. И продолжил: а дали можете да најдете некоја грешка во Исус? Да, искрено да речам, не сум нашол. Колку повеќе читам за него, толку повеќе ме привлекува вистината, затоа нема да ме одвратат грешките на другите, одговорил човекот. Присоедини се кон Христовата црква и запомни дека кај Христос нема грешки, а во црквата има, зашто и ти истиот кој ги осудуваш другите ги имаш истите грешки. Пророкот Исаија во 30 глава рекол: вака зборува Господ, во враќање и почивање е вашето спасение, во смирена надеж е вашата сила. Но вие не сакавте, но Господ чека час да ви се смилува. На Господ Бог нека му е слава и чест во сите векови. Амин.